Денес ова тело, Локален совет за превенција, ќе работи 8-та конференција поред. Изминатиот период направивме пресек на досегашните 7. Значи денес отвараме нова тема или нова точка на ова конференција, тоест мајстори и занаетчии кои што работат нелегално или така кажано на црно. Значи поканети се некои градежни компании, поканети се трудови инспектори. Овој проблем ќе биде наметнат како предмет на дискусија и ќе биде дискутирано како во иднина, значи да бидат заштитени тие компании кои што работат легално или си плаќат даноци и слично. Покрај ова точка, значи ќе го решаваме проблемот со Кванташки пазар или патниот правец Струмица Просеникол, кој што е узурпиран од страна на диви продавачи. Изминатиот период МВР заедно со општина Струмица има акција на тој дел таму. Ќе направиме една анализа што е таму сработено и во село Банско, значи во населеното место Банско, се ствара така наречен див пазар или Кванташки пазар, кој што исто така ствара одредена неубава слика или смета на институцијата кај што таму се одвива таа продажба. Така да, ова тело ги мапира проблемите или сите заедно, значи сите заедни институции кои што доаѓаат на овие состаноци дават допринос за решавање на некои горливи проблеми кои што ги имал град Струмица и населените места, а во иднина ќе произлегуваат и други проблеми кои што тука може да бидат детектирани и тие проблеми може да бидат преточени во одредена точка, која точка ќе помине на дневен ред и понатаму може да се повтара се додека не биде решен проблемот конкретно по точката во дневниот ред. Има конкретни акции со налози кои што стручните служби на општина Струмица ги издават и заеднички настап со СВР Струмица, значи во делот на викендот, претежно во утринските часови, кога има значи зголемена фреквенција на земјоделци кои што сакат да ја пласират или да ја продадат робата внатре во Кванташкиот пазар, а на некој начин тие не се спречени, туку се ствара некоја нереална конкурентност од тие неколку, значи се тие луѓе кои што се добро познати и на СВР и на општината, а тие не плаќат влез, не плаќат комунални такси и слично, туку вршат на некој начин присилен мобинг врз земјоделците, а од друга страна попречуваат на одвивањето на сообраќајот во нормални услови и влијаат директно на безбедноста на движењето за сите луѓе кои што гравитираат во тој дел на општината и селото Просеникол.